Како се одвива вкрстувањето? Грегор Мендел го наблюдувал и проучувал наследувањето на формата на семето од грашокот преку вкрстување на една линија од генерација, која тој ја нарекол родителска или парентална, означена со големо П, генерација, која дава мазни семиња, и друга линија која дава набрани или спрчкани семиња. А сега да видиме што направил Грегор Мендел во еден од своите експерименти со грашок. За родителска или парентална генерација, Грегор одбрал два типа на растенија грашок, од кои едниот тип давал зелени и мазни семиња, за кои подоцна Грегор претпоставил дека носат само доминантни гени за форма, а другиот тип на семиња биле зелени и збрчкани, односно зелени и набрани, за кои исто така Грегор Мендел претпоставил дека носат само рецесивни гени за форма. Во овој експеримент Грегор Мендел го проучувал наследувањето на формата кај семињата. При тоа, доминантните гени Грегор ги бележил со големи букви. Во случајот овде може со големи А, но може да се бележат и со големи Б, големи С, Д, X, Y букви и така натаму. Рецесивните гени, бидејќи се скриени во наредното потомство, Грегор ги бележил со мали букви. Во овој случај со мало А, може и со мало Б, мало С, мало X, мало Y и така натаму. При вкрстување на растенија кои што представуваат генетска чиста линија, бидејќи грашокот со мазни и зелени семиња со години наназад давал само такви растенија кои произведуваат мазни и зелени семиња, со другата генетски чиста линија, бидејќи другиот грашок со зелени и брчкани семиња со години наназад давал само растенија кои што произведуваат зелени и брчкани семиња, Мендел ги добил потомците од F1 или првата филијална генерација. Тој забележал дека сите потомци, односно сите новодобиени растенја со вкрстување на двата типа на растенја од паренталната генерација имаат мазни и зелени семиња. Од овој резултат Мендел добил заклучок дека всушност грашокот со зелени и мазни семиња носи само доминантни гени за форма, односно генот за мазна форма е доминантен, додека грашокот со зелени избрчкани или набрани семиња носи само рецесивни гени за форма. Што значи тоа? Тоа значи дека во паренталната генерација грашокот со мазна форма на семе ќе дава гамети или полови клетки кои што ќе го содржат само доминантниот ген за форма, односно ќе произведува полови клетки само со доминантни гени за форма, додека грашокот со збрчкана или набрана форма на семе ќе дава полови клетки или гамети кои што ќе го содржат само рецесивниот ген за форма. Затоа при вкрстување на овие гамети, при било какво вкрстување во првата филијална генерација,
генерација ќе се добива секогаш растение или ќе се добиваат секогаш потомци кои што ќе имаат по еден доминантен ген од едниот родител и еден рецесивен ген од другиот родител во поглед на формата на семето. Мендел го продолжил своето проучување или својот експеримент со тоа што ги собрал семињата од првата филијална генерација, ги насадил и потоа ги крстувал нив, односно ги опрашувал цветовите само од овие семиња кои што се добиени од првата филијална генерација. Со тоа Мендел добил растенија во така наречена втора филијална или втора F2 генерација. Сега резултатот бил поинаков. Кај F2 или втората филијална генерација Мендел забележал појава и на растенија кои што даваат зелени и набрани семиња. Меѓутоа, тој ги собрал сите семиња од втората F2 генерација и ја споредил нивната бројност. Бројноста на мазните и зелени семиња била за 3 пати поголема од бројноста на набраните, односно збрчкани и зелени семиња. Ајде сега тоа да го образложиме со помош на диаграм или табела. Овде имаме еден диаграм кој што ќе го даде резултатот, односно добиените генетски комбинации во првата F1 филијална генерација. Рековме дека родителските растенија во паренталната генерација се чиста линија, од кои едното растение со мазни семиња ќе дава гамети кои што имаат само доминантен ген или само големо А во однос на формата на семето. Другото родителско растение, кое што има збрчкани или набрани семиња, ќе дава гамети само со рецесивен ген во поглед на формата на семето. Да почнеме со можните вкрстувања на гените во поглед на формата. Започнуваме со крстувањето на рецесивниот ген од вториот ред на колоната. Имаме мало А по големо А, секогаш се пишува доминантниот ген напред со голема буква. Значи, имаме големо со мало А, добивање на растение со мазно зелено семе кое што е хетерозигот во поглед на формата. Повторно, мало А со големо А, можно вкрстување, кога би се вкрстила гаметата со рецесивен ген, со друга гамета со доминантен ген, повторно би се добило хетерозиготно растение во поглед на формата. Ајде сега да видиме втората колона. Значи, имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген, повторно со гамета со доминантен ген. Пак се добива хетерозиготно растение. Пак при можно вкрстување на гамета со рецесивен ген со гамета со доминантен ген, повторно се добива хетерозиготно растение во поглед на формата. Значи, сите можни комбинации на вкрстување на овие гамети даваат потомци кои што се хетерозиготни во поглед на формата. Ајде сега да го видиме можното добивање на потомство во втората F2 филијална генерација. Повторно со диаграм или со табела. Што гледаме од левата слика?
гледаме дека сите растенија се хетерозиготи и дека сите во поглед на формата носат по еден доминантен ген и еден рецесивен ген. Доминантниот ген го бележевме со големо А рецесивниот со мало А. Што значи тоа? Тоа значи дека секое од овие растенија наследило по еден доминантен ген од едниот родител и еден рецесивен ген од другиот родител. Секое од овие растенија ќе дава по два типа на полови клетки или два типа на гамети, од кои едниот тип ќе има доминантен ген за форма, за мазна форма, а другиот тип на гамети во поглед на формата ќе има рецесивен ген за набрана форма. Ајде да продолжиме со пополнување на вториот диаграм. Значи, било кое од овие растенија ќе дава гамета со големо А, доминантен ген за форма, и гамета со мало А, рецесивен ген за форма. Исто така и другото растение кое би го одбрале од F1 генерација ќе дава гамета со доминантен ген во поглед на форма и гамета со рецесивен ген во поглед на форма. Да започнеме со можните вкрстувања на овие гамети. Овие 4 квадрати што ни останаат натре даваат секој од нив по 25% можност за вкрстување и за добивање на потомство. Значи, секој квадрат означува по 1/4 или по 25% од вкупните 100% можни вкрстувања на овие гамети. Почнуваме со вкрстување на гаметите од првиот ред. Значи, имаме можно вкрстување на гамета со големо А и друга гамета со големо А. Се добива растение со два доминантни гени во поглед на формата. Ако имаме можно вкрстување на истата таа гамета со големо А или доминантен ген со гамета со рецесивен ген или мало А, ќе се добие исто така растение кое што ќе има мазна форма. Меѓутоа имаме разлика. Првото растение кое што има две големи А или два доминантни гени е хомозиготно растение во поглед на доминантниот ген или се нарекува доминантен хомозигот. Второто растение исто така ќе има мазни семиња, но тоа содржи и доминантен ген, големо А, и рецесивен ген за формата, мало А. Затоа тоа растение се нарекува хетерозигот во поглед на гените за форма. Продолжуваме со вкрстувањето. Имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген за форма, мало А, или со гамета со доминантен ген за форма, или со гамета со рецесивен ген. Ајде да го видиме резултатот. Мало А по големо А ќе дава, значи, хетерозиготно растение во поглед на формата на семето. Значи, тоа растение сега наследило доминантен ген од едниот родител и рецесивен ген од другиот родител. Во надворешниот изглед ќе има мазни зелени семиња, но тоа не е доминантен хомозигот, туку е хетерозигот. Ако имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген, со друга гамета или друга полова клетка со рецесивен ген, што се добива? Се добива растение кое што ги содржи двата рецесивни гени во поглед на формата.
односно се добива растение кое што има зелени и набрани семиња. Ајде сега да ги видиме овие 4 квадрати со добиени резултати. Колку имаме можни растенија кои што би дале зелени и мазни семиња. Значи имаме 3 такви квадрати кои што даваат зелени и мазни семиња. Додека од 4 квадрати имаме само 1 квадрат на растенија кои би се добиле со вкрстување на овие родителски растенија, а кои би дале зелени и набрани семиња. Тоа значи дека во поглед на надворешниот изглед или во поглед на фенотипските карактеристики во однос на формата, бројноста ќе биде 3:1 во корист на растенијата со мазни семиња. Или велиме дека во втората филијална генерација односот на мазни семиња наспроти набрани семиња е 3:1.